Добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Повисоки цени за откуп на оризовата арпа и белиот ориз бараат оризопроизводителите од Кочанско. Излегоа на протест со цел барање од владата да преземе мерки за надминување на катастрофалната состојба со откупот на оризот и оризовата арпа. Другите пак земјоделци изразија незадоволство од протестот на нивните колеги од причина што велат дека цената не ја диктира владата и Министерството за земјоделство, ниту преработувачите, туку пазарот. Незадоволни од состојбата со откупот на оризовата арпа и белиот ориз, оризопроизводителите од Кочанско го блокираа патниот правец Кочани-Штип во село Облешево и излегоа на протест. Бараат Министерството за земјоделство да преземе мерки за надминување на катастрофалната состојба со откупот на оризот и оризовата арпа. Целта на овој протестен митинг е со две основни точки. Откупот на оризовата арпа и откупот на белиот ориз. Пошто да речеме ние од 2012 година имавме еден протестен исто митинг за тие намени, од тога и најамо владата и ресорното министерство секој пат се прават глуви на нашите барања. Сега излеговме, да речеме, и сега со ова барање, сега ќе ви го прочитам барањето на Сдруженијето, поради лошите откупни политики во оризопроизводството во последните 3 години, кое нешто кулминира и во 2015 и 2016 година со откупот на оризовата арпа, за кое нешто е организирани протестот, бараме од владата и од ресорното министерство веднаш да интервенираат со откупот и тоа. Прво, откуп на оризова арпа, како што има ветивте на оризопроизводителите, од 25 денари, а не помалку од 20 денари. Откуп на белиот ориз од 50 денари. Трето, бараме прием кај министерот за земјоделство, шумарство и водоснабдување во рок од 3 дена да бидеме известени. И четврта точка е во колку горе наведените 3 барања не бидат исполнити. Протестите ќе бидат продолжени се до исполнување на барањата со превземање на порадикални мерки и исполнување на други барања. Манасиев истакна дека откупот оди катастрофално и оризот стои во амбарите на оризопроизводителите, оти и за ниска цена повторно не го земаат откупувачите. Од Сдруженијето на оризопроизводители Бело зрно тврдат дека лошата состојба со откупот на производството е резултат на нерегуларната откупна цена на оризовата арпа, незаинтересираноста на институциите за овој производ и немањето интерес за откуп на ланската реколта од страна на фабриките за преработка и откуп на оризова арпа и бел ориз. Се пожалија и дека 3 години не земале субвенции. Другите земјоделци пак изразија незадоволство од протестите на нивните колеги, бидејќи велат дека цената не ја диктираат преработувачите, туку пазарот. Ние изразуваме незадоволство или ако сакате контрапротест против нашите колеги земјоделци од онаа страна, што изразуват незадоволство, оправдано незадоволство, ама не оправдано начинот на кој тоа изразуват. Значи, према начинот на кој они тоа изразуват, за нас представува како разорување и нестабилност. Значи, за малку може да избие инцидент. Луѓето од онаа страна се сите, можам да кажам слободно, па може да и не земјоделци. Никој нема повише од 1 хектар тамо што гледам земја, а протестират за оризот. Не сме задоволни од цената, бидејќи секогаш е малку цената на нас. Али не е начинот, не е моментот сега тоа да го разговараме, бидејќи цената не ја диктираме ние. Значи, нашите преработувачи не ја диктират цената. Значи, цената диктират пазарот. На кој ни беа собрани? Они има дека да се соберат. Нивните откупувачи доведоа да се цената намале на 35 и 38 динара. Од кои причини? Реекспорт. Бугарија, Грција, Србија. И тука е целиот проблем. И сега дојделе ќе тражат од владата, нема врска. Нити министерство, нити влада не е виновна се тоа. Виновни се нивните пајтачи на СДСМ. За малку ќе дојдеше и до физички пресметки. Ја ќе кажам дека дават субвенции, се дават. Ништо не правиме проблем, не сега. Да не станат проблеми. Не. Замолуваме најкултурно. Ја, слушай се. Они таму се тргнаат тука, нека си каже Јас сваќам. ќе дојдат таму ќе ве снимат. Ај, молим. Покажали се, господин. Уште малку само. Од Шпанија има ориз увезено. Значи Србија секаде е увезено. Не дигай веги. Значи луѓето ги тргнавме таму. Слушайте го само просто зашто се дозволува. Ајде сега. Проблеме со оризо. Оризо цената падна 36 денара.
Откуп нема. Еве, јас сам го продал оризо. Нека кажат луѓето колку проценти има продадено откупни ориз. 30% оризо продадено, 70% стоа оризо. Проблем е со оризо што нема дека да се продаде. Тоа е голем проблем за сите. Што се должи тоа? Што мислите вие? Тоа е многу се увезе ориз не кај нас у Македонија, Европа, Балкано, Покажали се, господин. Уште малку само. Ајде, Од иди Шпанија тамо, има да ориз покажи. увезено. Ајде. Значи Србија секаде е увезено. Протестот продолжи и понатаму и во наредните неколку часа сообраќајот на магистралниот пат Кочани-Штип се одвиваше по едната коловозна лента, раководен од службеници на полициската станица Кочани. Акумулациите полни, водостојот на реките намален. Се стабилизира состојбата со поплавите во Кочанско. Водостојот на реките Брегалница, Кочанска и Оризарска во делот на Кочанско е намален и тие се повлекоа во своите речни корита. Вода од излијаните реки се уште има во атарите на селата Грдовци, Мојанци, Долни Подлог, Чифлик и Чешиново, но се повлекува во одводните канали, изјави Благој Николов од Дирекцијата за заштита и спасување во Кочани. Од општина Кочани истакнаа дека локалниот пат Долни Подлог Облешево, кој во изминативе 4 дена беше прекинат за сообраќај поради наоѓените атмосферски води, е оспособен за сообраќај за сите видови моторни возила. И патниот правец од Облешево кон село Теранци, кој од надојдените води на река Брегалница 4 дена не беше во употреба, од изутринава е пуштен за сообраќај. Директорот на водостопанство Брегалница Никол Чогоцев истакна дека дотокот на вода во акумулациите Калиманци и Градче од синоќа е намален. Во Калиманци дотокот на вода е симнат на 54 метри кубни, а во Градче на 4,4 метри кубни, но и двете акумулации се уште се на прелив. Крводарителите од Кочани на прием ке градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски. Одбележан денот на крводарителството 17 март. По повод денот на формирањето на Црвениот крст на Република Македонија и денот на крводарителството 17 март, крводарителите од Кочани ги прими градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски. Присутни беа заслужни активисти и повеќекратни крводарители. Целта на овие активности денеска е заеднички да дадеме благодарност, афирмација, почит на луѓето кои доброволно ја даруваат својата крв и при тоа не очекуваат некој паричен инсентив за тоа, туку тоа го прават од некои алтруистички причини или граѓанска одговорност. Така што можам да кажам дека со изградената свест на самите наши сограѓани крводарители кои се хумани и секако солидарни, до сега имаме спасено многу човечки животи. Крводарител сум од далечната 72 година, до сега имам 104 пати дарувано. Бев председател на во Атом 8 години, имам негде спроведено над 30 акции како председател на Црвениот крст во Атом, преку 1200 флаши дарувано крв со тие акции и се чувствувам добро и мислам сите треба да се чувствуваат добро кои даруваат крв и да спасат повеќе човечки животи. Ваква активност ќе биде спроведена и со градоначалниците на Чешиново, Облешево и Зрновци, а денеска крводарителите остварија и средба со директорите на средните училишта Лјупча Сантов и Гошеви Кентиев, како и средба со млади крводарители кои што учат таму. Покрај за завршните сметки, советниците во Виница на седницата на Советот расправаа и околу исходот од ученичките протести, како и околу работењето на комисијата за проценка на штетите од поплавите. Гласањето на завршните сметки на основните училишта во градот продолжи со дуел и поставување различни тези околу информацијата за неодамнешните протести на учениците од предмет на настава во Виница, кои започнаа веднаш по донесувањето одлука од училиштата за ротација на смените. Директорите се повикаа на одлуката на училишниот одбор, а опозицијата целата вина ја префарли на нив, а сите беа единствени дека вандалското однесување на учениците ги прекрши сите норми на современото образование. Крајно нарушување на односот меѓу наставниците и учениците, сериозно нарушен авторитет на образовниот кадар е исходот од овие протести во кои нема победници и поразени бидејќи сите се поразени, велат советниците. Според градоначалникот Тончев, веќе се прават напори за одржување едукативни работилници и семинари со учениците и наставниците за да се спречи дополнителна кулминација на затегнатиот однос во иднина и да се врати довербата која после сите овие случувања е крајно нарушена.
На седницата дел од советниците предложија воведување на едносменско работење, да се разгледаат техничките можности со греење и со кадар за да може да се отпочне од септември. Завршната сметка на општина Виница беше прифатена од мнозинството со следниве бројки. Од вкупно планираните приходи на буџетот на општина Виница за 2015 остварени се приходи во износ од 224 милиони 512 илјади денари и прилив во износ од 12 милиони 840 илјади денари, или вкупниот буџет е реализиран со 87,71%. Вкупните обврски на општината заклучно со декември 2015 се во износ од 43 милиони денари. Советот донесе одлука за проширување на средствата во буџетот за 2016 во износ од 1 милион денари за доградба на 3 занимални во детската градинка, како и предлог одлука за сопствено учество на општината во изградба на фекална канализација во село Лески, проект за кој општината аплицира преку Бирото за регионален развој. Дискутабилен беше и новиот состав и формирањето на нова комисија за проценка на штетите од поплавите, дали истата ќе може стручно да одговори на поставените задачи, а Советот бара извештај и за се она што е претходно сработено од стариот состав на комисијата. На последната седница, без подршка од опозицијата, беа усвоени завршните сметки на подрачните училишта, Средното училиште Ванчо Праќе, како и на културните институции и јавните претпријатија. Подвижната лабораторија за борба против климатските промени неделава е на располагање на учениците од основните училишта во Виница. Проектот се реализираше во Блатец, а утре во основното училиште Гоце Делчев. Зелениот камион за борба против климатските промени допатува и во основното училиште Кочо Рацин во Виничко Блатец. Учениците со задоволство го прифатија предизвикот на инструментите, со кои го тестираа влијанието на ризик факторите врз температурните разлики и производството на стакленички гасови. Во лабораторијата има експерименти со кои што утврдуваме моменталната состојба на климатските фактори од кои што се предизвикатели на климатските промени. Климатски фактори се, мериме температура на воздух, на вода, брзина и јачина на ветар, pH вредност на одредени течности или супстанции. Практичните можности што ни ги нуди лабораторијата, значи таа располага со одреден број на инструменти кои што ја мерат климата, климатските промени и слично. И овој практичен сегмент ќе биде придобивка за да се поврзе теоријата од наставата што ја учиме со знаењата на учениците практично стекнати. На тој начин се надеваме дека ќе дојдеме до поголема свест кај учениците за климатските промени и дека иако сме мала средина, иако е мало училиште, сите ние на свој начин ја загадуваме природата. Експериментите во подвижната лабораторија ќе ги спроведат и учениците во другите училишта во општината, бидејќи Виница е една од 10 општини во Македонија која е вклучена во проектот кој е финансиран од УСАИД. Донесена е стратегија за климатски промени, а во рамките на истиот општината добива средства во висина од $100,000 за регулација на коритото на река Осојница и мостот кај Акимово. Зголемена е свесноста на потрошувачите за нивните права во случај на незадоволство од производи и услуги, претежно за храната, за чиј квалитет и безбедност се уште треба да се едуцираат. Оценија представници од надлежните институции и организации на одбележувањето на Светскиот ден на потрошувачите 15 март. На одбележувањето на денот присуствуваа и представници од Организацијата на потрошувачи Кочани. Државниот пазарен инспекторат минатата година спровел пред 1016 надзори врз основа на Законот за заштита на правата на потрошувачите, од кои над 1000 биле врз основа на пријави од потрошувачи. Најголемо незадоволство од страна на потрошувачите е детектирано од неквалитетни производи, особено во делот на бела техника, мобилни телефони и компјутери, но и неквалитетни услуги, најчесто незадоволство од одредени кабелски оператори, фиксна и мобилна телефонија, интернет, комунални услуги, дистрибуција на електрична и топлинска енергија, истакна Нета Димовска, државен секретар во Министерството за економија. Од Организацијата на потрошувачи на Македонија лани понудиле над 2700 советувања на потрошувачите преку нивните советодавни бироа. Веќе втора година поред, според нивната евиденција, најголем број од поплаќите на потрошувачите се однесуваат на проблеми во остварување права од гаранција на техничките производи, а особено мобилните телефони. Има поплаки и за поминат рок и за прекриени ознаки за чувањето на храната.
Во рамки на активностите за Светскиот ден на потрошувачи, Организацијата на потрошувачи на Македонија спроведува промотивна кампања за правилна исхрана преку нова веб страница, брошура и мобилна апликација, која е активна од денеска. На одбележувањето на Светскиот ден на потрошувачите присуствува и одговорните од Организацијата на потрошувачи Кочани. За потрошувачите, според Организацијата на потрошувачи, многу е важна новата регулатива на Европската Унија за означување на храната и стапувањето во сила на правилникот за означување во Република Македонија, каде оваа регулатива е пренесена. Со започнување на очекуваната примена на правилникот на 13 мај годинава, производителите ќе мора да стават точно регулирана нутритивна етикета на секој производ, што ќе возможи подобро да се препознаат големите количества масти и шеќери. Мотото на овогодишните активности за Светскиот ден на правата на потрошувачите е антибиотиците надвор од менито. Неконтролираното давање антибиотици создава резистентност на лековите, кои ќе престанат да дејствуваат, а малите инфекции можат да создадат високоотпорни бактерии кои повторно ќе станат смртоносни. Следуваат информациите од спортот. Во саботата се одржа меѓународниот карате турнир Фунакоши Гичин во Скопје. Во конкуренција од учесници од Србија, Бугарија, Црнагора, Хрватска и Македонија, каратистите на карате клубот Партизан од Кочани се вратија со освоени златни, сребрени и бронзени медали. 2 златни, 5 сребрени и 8 бронзени медали освоија каратистите на карате клубот Партизан од Кочани на меѓународниот карате турнир Фунакоши Гичин, што викендов се одржа во Скопје. Во конкуренција од учесници од Србија, Бугарија, Црнагора, Хрватска и Македонија, каратистите на карате клубот Партизан од Кочани постигнаа одлични резултати. Први места освоија Ѓорги Петров и Ангел Митев. Втори места Ивата Ушанова, Василија Христик, Давид Пецов, Роберто Здравковски, Димитар Јакимов. Трето место освоија Кристијан Грозданов, Ангел Стојанов, Дамјан Велков, Пејов Лјупчо, Бојан Сандев, Јована Сандева, Благој Тасев и Мартина Шахинова. Тренерите Оливер Коцев и Јорданчо Петров се презадоволни од борбата на каратистите, со оглед на тоа дека некои каратисти учествуваат за прв пат, а постигнаат добри резултати. Каратистите на Партизан се подготвуваат за меѓународен турнир во Власотинце, Република Србија, што треба да се одржи следната недела. Во продолжението на правенството во првата пинг-понгарска лига, екипата на Кочани се врати со победа од гостувањето во Скопје. Во третата кошаркарска лига пак, закажаното трето коло, наместо изминатиот викенд, ќе се игра в среда. Одличен настап имаа пинг-понгарите на Кочани во продолжението од правенството во првата пинг-понгарска лига на Македонија. Во осмото коло, тие гостуваа во Скопје на средба со екипата на Дебар Маало и забележаа убедлива победа од 5:0. Фактот што скопјани во есенскиот дел од правенството завршија на последното место на табелата, а со прикажаната игра против нашите пинг-понгари не можеа да им пружат посериозен отпор и да го избегнат високиот пораз. Во моментот, екипата од Кочани е на третото место на табелата со освоени 10 бода, колку што има и Младост 96. Следното коло, нашите пинг-понгари ќе имаат тежок меч на домашен терен, со оглед што ќе ја пречекаат првопласираната екипа на Ѓорче Петров. Во првенството на третата кошаркарска лига пак, викендот требаше да се игра петото пролетно коло, но сите средби се одложија. Закажаните надпревари ќе се играат в среда, со известни промени на местата на одигрувањето. Според распоредот, кошаркарите на Баскет Дино требаше да гостуваат во Скопје против Феникс 2010. Двете екипи се договориле надпреварот да се одигра в среда во Кочани.
Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.